Здраво, дечки, јас сум Кирил. Што правиме со него? Што? Па на плажа сме, лето е, плюс имаме автомобил денес на тест кој што совршено одговара за вакви практични и семејни работи. Всушност денес го имаме мојот фаворит, чешки фаворит, ама не Шкода фаворит, туку Шкода Октавија. И Октавија оправдано има толку голема популарност, привлече толку многу внимание оваа нова четврта генерација, бидејќи Октавија до сега е продавана во повеќе од 6 милиони примерока и затоа денес имаме Октавијата, затоа има толку големо внимание за неа. Октавија е најдобрата вредност за вложените пари. Оваа нова четврта генерација доаѓа со нови мотори, нов дизајн и многу нови технологии, ама пред било што да почнам да зборувам околу неа, знаете дека Шкода се познати по практичните работи. Всушност Шкода со секој нивен нов модел ги подместува границите за практични работи и затоа денес ќе почнам, односно сега ќе видам за најкратко време колку работи можам да набројам што ги има оваа Октавија. Ајде почнуваме вака. Мрежата во багажник, куките, закачалките, двостраниот под, новата покривка за мокри алишта, потоа имаме гребалка, имаме инка напред, ги имаме завесите, ги имаме држачите за таблет, ги имаме топчињата што го држат шишето што може да се отвори со два прста додека возите, штипката, чадорот, четката и новиот држач за телефонот, држач за телефон позади кај задните седишта. И ја мислам дека до сега е доволно. Ќе видиме сега за кратко поред кој каде е поставен, но ајде прво да го видиме дизајнот. Очигледно Октавија сега доаѓа со многу поелегантен дизајн. Напред очигледно веќе ги нема оние одвоени фарови. Искрено мене и тогаш ми беа окей, но сега го следи оној препознатлив дизајн за Шкода со фаровите, со маската, со браниците. Изгледа кул. Странично веќе се гледа таа торнадо линија и како се движиме на задниот дел, го гледате овој момент, веќе добива по-купеовски дизајн. Многу ми е кул. Овој дел на багажникот што го направиле, особено странично, гледате дека изгледа како мал спойлер. На задниот дел ги имате овие нови LED светла кои што имаат интегрирани жмигавци со ефект на движење. Тоа се оние жмигавци кои што се движат, знаете, прво почна Ауди и се доста кул. Позади многу ми се допаѓа тоа што Шкода не се фан на фейк издуви и не можете да најдете хромирани украси, што е супер. Сега веќе кога сум тука ќе продолжиме со багажникот, бидејќи багажникот нуди 600 литри багажен капацитет. Тоа е најмногу во својата класа, најмногу за Шкода и мислам дека е супер доволно. Нормално тука ги имате овие аголни држачи што се дел од практичните работи. Тука имате и мрежата, го имате овој двостран под. Многу е добро тоа што покрај тоа што нуди 600 литри багажен капацитет, одоздолу имате големо резервно тркало. Тука е ова наметка која што се отвара и пример е многу практична кога имате чадор да го ставите тука и да не ви капе водата одоздола. За жал, во оваа опрема седиштата не може да се спуштат од тука, тоа мора да го направите од внатре. Има во оваа опрема автоматска врата и сега може да продолжиме внатре. Искрено, многу мина, збора дека поради закосениот покрив нема простор за главата, дека е тесно. Јас не се согласувам, бидејќи има сосема доволно простор за главата, исто така и за нозете. Доста удобно и комфортно тука на задниве седишта, ми се допаѓа наслонот што го имаат, но исто така и овој продолжен дел што ги држи поисправени нозете и на подолги дестинација доста покомфортно. На средниот дел ако сака некој да се вози и да седи тука, тунелот е висок поприлично, да,
Доста е тесен, но искрено нема никакви проблеми за седење па и за патување на подолги дистанции. Така да мислам дека сосема доволно. За Isofix куќите знаете дека се многу лесно достапни и лесно се поставува детското седиште. Имате наслон за раката. Ми се допаѓа тоа што имате опција да се спушти само средниот дел ако носите подолги предмети, па можете така да ги ставите тука. Инаку тука имате два држача за шишиња. Кога сме околу практични работи што ги набрав, овој држач за таблет што може да стои тука, но исто така може да се постави и во оваа дупка. Исто така имате една нова мала преграда за телефонот што можете да го ставате сега и тука. За жал нема USB портови на овој дел, има некоја мала остава. Интересно е тоа што во некои опреми покрај два USB порта, USB-C, имате и приклучок за струја за 220 волти, не 12 како другите, туку 220 буквално цел штекер може да ставите. И уште една многу кул работа. Оваа завеса ми е најинтересниот детал. Веќе не сакам затемнети стакла, сакам завеса во секоја кола. Одиме напред. Оваа Шкода има нов дизајн, но исто така ова е најквалитетната Шкода, најмодерната и дефинитивно најтехнолошки напредната. Бидејќи има прво многу технологии, но ајде прво да почнеме со дизајнов. Дефинитивно се потрудиле што е можно помалку физички копчиња да има и за разлика од неговите брендови ривали кои што го следат истиот тренд, тука е многу лесно менито, многу лесно се користи бидејќи не треба да заглавувате внатре па да пребарате до вклучите една клима. Не е тука многу лесно, со едно копче се стига брзо до било што да ви треба од било која функција, што е супер. Затоа многу помага и новиот систем на Шкода, кој што воопшто не кочи, брз е, респонзивен е. Ова е во дополнителна опрема 10-инчен екран, инаку во стандардно доаѓа 8-инчен. Супер е екранот, супер е и системот. Многу ми се допаѓа тоа што тука на овој дел можете да појачувате и намалувате музика на тач, што е супер, доста модерно. Океј. Друго, имате виртуелната асистентка Лора, која што работи одлично. Секој пат функционира кога да ви затреба, зашто и да треба, се јавува. Всушност сега ќе пробаме само да се активира, ќе почекаме некоја секунда. До тогаш многу ми е кул што наместо пластика тука на овој детал искористиле текстил. Прво изгледа многу убаво, второ не се гребе, за разлика од онаа пијано пластика која што изгледа супер кога ќе купите колата, сјајно, но за многу брзо време кога ќе почнете да бришете прашина се гребе. Океј, се уклучи Лора. Хеј Лора. Сега изгледа има некоја трема. Хеј Лора. How can I help? It's very hot. Sure, it will get cooler at the front left shortly. Ме препознава дека седам на ова возачко седиште и веднаш ќе активира климата тука, што е многу супер. Инаку да се вратам сега на деталот што почнам да зборувам околу материјалите. Да, многу ми се допаѓа текстилов, искористени се многу меки материјали горе, но нешто и надоле. Добро, тука има подсврста пластика, но мене ми е доста окей тој детал. Околу практичните детали имате една остава тука со два USB порта, USB-C. Тука малку ми пречи бидејќи не користиме сите до толку многу се уште USB-C портови. Се уште се држиме на тие старите USB порта и јас не можам да го полнам мојот телефон тука, така да би сакал да има барем еден таков нормален USB порт. Имате две остави за шишиња, каде што ги има тие топчињата што пред малку ги набројував. Го ставате шишето, со два прста го отварате докога возите и можете се напиете. Го имате овој нов држач за телефонот, што е супер. Имате мислам бежичен полнач, да, има бежичен полнач, имате мала остава кај наслонот за раката и
поставиле меки материјали буквално во секоја става, без разлика дали станува збор за вратите, тука под наслонот или било која и да е фиолка, оваа тука кај мене, навистина е многу убава. Од друга страна, од поглед на возачката положба, имате дигитална инструмент табла која што е стандардна, го имате овој неизбежен двокрак волан и мене искрено многу ми се допаѓа. Единствена работа што мислам дека не требало да постават оваа пластика тука, бидејќи буквално изгледа како да фали третиот крак, па на одредени луѓе тоа им е малку чудно, но мене ми е доста убав воланот, на долги патувања е доста корисен ваквиот волан и технолошки напредната, видите, светла на тач. Добро, сега веќе може да почнеме да се возиме и ја да барам плажа, бидејќи е време да се избањаме. Ајде дојдеме. Океј, ја најдовме плажата, се избањавме, се вративме во Скопје. Снимки од плажа во Охрид нема да има, бидејќи срамота да се гледа 20 и кусур годишен човек како се бања со мускули и гуми за пливање, така да се вратиме на нашава тема. Тоа во моментов е воžњата на Октавија. За Шкода, оно што се знае и што треба да се знае, прво во која групација се и со кого делат делови. Затоа Шкода нуди доста удобна и комфортна воžња. Нема и не очекувајте некои спортски перформанси, карактеристики и забава во кривини, бидејќи Шкода се ориентира кон тој комфорен дел. Дефинитивно има карактер колава, особено во кривини. Имате цврст и стабилен, цврст и доста прецизен волан, стабилно е во кривини, но едноставно Шкода се ориентираат кон комфортноста и буквално можете да поминете 4 цифрени бројки во километри без никаков умор, без да ги осетите буквално лебди над патот, така да такви се Шкода и таква е оваа нова Октавија. Тука во моментов имам 2.0 турбо дизел мотор со 150 конски сили, кој што е многу брз, многу моќен мотор, но исто така е доста економичен. Имам потрошувачка од 3.9 на отворено и 6 па и под 6 литри потрошувачка во град и урбани средини, што е навистина одлична бројка. Во комбинација имам 7-степен автоматски менувач, кој што е навистина перфектен. Менувањето на брзините воопшто не се чувствува. Единствена мана критика би дал на кога имате потреба да забрзате, тоа да биде нагло, тогаш му е малку потребно време сето тоа да го процесира, па да врати неколку брзини на назад и вие веќе да можете да постигнувате повисоки брзини. Единствено тоа ќе го дадам како критика околу менувачов. Сега околу ценава. Да, точно, ова е со повисока цена за разлика од претходните генерации на Октавија, но има многу нови технологии, нови системи, многу опрема. Мислам дека е оправдана цената. Едноставно нас ни пречи бидејќи повеќе нема ефтина Шкода и Октавија. Дефинитивно одат кон една насока која што е со многу повеќе опрема, технологии, модерни системи, поголем и подобар квалитет и внатре и надвор. Дали тоа ќе пречи во купувањето во глобала? Искрено мислам не, бидејќи мислам дека ќе се префрли кон еден друг тип на купувачи кои што претходно гледале премиум брендови, премиум модели, кои што сега полека и Шкода оди кон тоа. Затоа сметам дека тука ќе има одредена промена, но останува да видиме. Со безбедносните системи ги имате буквално сите: lane assist, brake assist, адаптивен темпомат, heads-up дисплеј, LED matrix светло имате и нормално виртуелната асистентка Лора, која што ја видовме преска, но како ја возиме се повеќе колава, така приметивме една работа, тоа е дека многу често се вклучува кога не ви е потребна, кога разговарате со други патници внатре. Искрено на долг крок мислам дека ќе пречи тоа, но кога ви е потребно само кажувате "Хеј Лора". Хеј Лора. What would you like to do? Добро, сега очигледно ја фати трема па мораше од втор пат, но навистина е брза, респонзивна и е доста корисна.
Ќе се вратам и на практичните работи, бидејќи имате тука остануваат чадорот, четката, штипката, држачов за телефонот и уште што се не друго што видовме. Шкода секогаш ме фасцинира со нивните практични додатоци кои што реално ви се потребни, реално ви се корисни, навистина вреди да се доплатат, бидејќи ќе ги користите и ќе ви значат поголем период од користењето на автомобилот. Јас тука сега ќе се одјавам, бидејќи е време да вратиме колава. Следете не, ќе има уште многу нови епизоди и се гледаме многу наскоро. Чао!